Dobar ден од Силвана Павловска, академски новинар, преведувач и лектор, која се наоѓам јас во Мелбурн, Австралија. И сакам уште од почеток да ве поздравам сите вие што го следите мојот профил, посебно програмата во Фокус. Денес, всушност, таа програма во Фокус ја продолжуваме. Темата за која што е мощна актуелна деновиве, всушност од 9 мај па наваму и предизвика огромни дискусии, така речи, збунувања кај јавноста, а и оние кои што имаат удел во тоа нешто. А тоа нешто, почитувани мои, е Македонската православна црква, Охридска архиепископија, како што на нас ни е позната, името ни е познато, и одлуката што беше донесена од Вселенскиот или Вселенската патријаршија, која што се наоѓа во Истанбул, денешен Истанбул. Синоќа пробавме и снимивме разговор со прочуениот поет за кого имаме огромна почит, а тоа е господинот Ефтим Клетников. Не само што е поет, господинот Ефтим Клетников, туку е тој исто и книжевен и ликовен критичар, есеист и преведувач. Господинот Клетников го избравме бидејќи тој си има свое јасно и гласно мислење околу состојбата со Македонската православна црква и прашања поврзани околу неа, посебно одлуката донесена од патријаршијата на 9 мај ова година. Иначе, да ви спомнам дека господинот Ефтим Клетников е роден во село Негрево, во 1946 година. Има дипломирано на филозофскиот факултет во Скопје. И како што спомнав, се обидовме да снимивме разговор, меѓутоа, кога проверивме дали навистина она што го снимивме во живо се стави во етерот преку нашата социјална мрежа Facebook, нажалост, звукот не се слушаше. Така да се надевам овие неколку дена да пак остварам разговор со господинот Ефтим Клетников, овој пат со звук. Така да, вие кои што се обидовте да ја следите програмата во Фокус во живо пред неколку часа, простете што звук поради непознати причини немаше, меѓутоа, како што реков, ќе се обидиме да оствариме разговор со господинот Клетников во наредните неколку дена. Сега да се вратам на темата, која што сметам дека е од значителна важност за македонскиот народ, каде и да е во светот. Како што знаеме, ние сме, без обзир каде се наоѓаме, сите сме поврзани родбински или поинаку. Сега, првпат ние дознавме околу така наречената одлука за, и ќе ви кажам зашто, беше истиот денот 9 мај 2022 година, кога покрај многу извори што ги прочитавме и разгледавме, приметивме дека според информациите од медиите во Република Македонија или медиумите, како што всушност Вселенската патријаршија во Истанбул ја призна Македонската православна црква
Охридска архиепископија за канонска. Се велеше на порталот Човекот пред се со одлуката на заседанието на Светиот Синод на Вселенската патриаршија во Истанбул, одржано на 9 мај, се отстранува повеќе децениската шизма наложена врз нашата држава, тоест врз нашата древна Охридска архиепископија, возобновена во лицето на МПЦ. Порталот пишува дека тоа значи дека Вселенската патриаршија ја признава црковната иерархија предводена од архиепископот Стефан за канонска и валидна во сеправославниот свет и воспоставува канонско и литургиско општење со неа, пишува весникот или порталот Човекот пред се. И продолжуваме и цитираме: Вселенската патриаршија ја прима во евхаристичко општење иерархијата, клирот и народот на оваа црква под архиепископот господин Стефан, лекувајќи ја раната на расколот и излевајќи вино и елеј врз раната на нашите тамошни православни браќа. Кон ова се издава и со одветен патриаршиски и синодален акт. Порталот продолжува и го цитира, ја цитира таа Вселенска патриаршија во Истанбул, вели: се остава на најсветата црква на Србија да ги уреди управните прашања што ги има помеѓу неа и црквата во Македонија, секако во рамките на светоканонскиот чин и црковното предание. Како име на оваа црква го признава Охридска и во заграда пишува имајќи ја на ум како област на незината юрисдикција владението во границите на државата Република Македонија, пишува во изјавата на патриаршијата. Сега, ова што ви го прочитав се информации од порталот Човекот пред се. Како што спомнав, тие беа едни од првите информации што ги прочитавме, за да разбереме што всушност се случува, каква одлука и што значи сето тоа за нас, верниците на христијанската вера. Сега, според извори, оваа одлука е донесена 4 години после поднесената молба на апелација до Вселенската патриаршија, која ја испрати Синодот на Македонската православна црква. Вселенската патриаршија е единствена на сеправилно ниво, има историски и канонски права и привилегии да прифаќа апелација и да доделува автокефалност. Повторно ви цитирав што пишуваше порталот пред се. Одлуката на патриаршијата од 9 мај 2022 не значи томос за автокефалност со кој официјално се регулира меѓународното име и статус на нашата црква, туку е израз на татковската љубов и грижа од страна на Вселенската патриаршија и представува објава дека повеќе не сме во шизма и раскол со севкупната православна црква и нашите светенослужители можат да сослужуваат со свештенослужители од другите помесни православни цркви, пишува порталот Човекот пред се. И на крајот од тој портал за утврдување над конечниот статус ќе следуваат дополнителни преговори, се вели во соопштението. Тоа беше таа вест од Човекот пред се, медиумот наречен Човекот пред се. Меѓутоа, во меѓувреме, ние исто така разгледавме други информации. Една од тие информации е мощно важна, затоа што самата таа информација за одлуката на Вселенската патриаршија е од нивниот
портал или нивната веб страница. Значи, официјална изјава се дава или комунике тие го нарекуваат од 9 мај 2022 година. Сега, тој комунике е на англиски и на друг јазик, јазикот на тој што е така наречен главниот патријарх на Вселенската патријаршија, Вартоломеј. Ние не го разбираме тој друг јазик на тој портал, на официјалниот портал, туку го разгледавме комуникето 9 мај 2022 година на англиски јазик, затоа што тој јазик ни е мош непознат, го зборуваме секојдневно, и да видиме всушност што пишува во англискиот текст на порталот, официјалниот портал на така наречениот Holy and Sacred Synod. Секретаријатот нивни го издал тоа комунике. Еве сега ви покажувам ова извадок, испечатен документ од самото комунике, продолжува удоле и е на другата страна. Секој еден може ова информација да ја добие ако ја посети официјалната страница на патријаршијата. Овој текст би сакала да ви го прочитам сега, бидејќи тоа е текстот, официјален текст од Вселенската патријаршија. Сите други обиди да се преведи документот или да се протолкува на еден друг начин, на кој што можно е да им одговара на тие што го протолкуваат, на начинот на кој што го протолкуваат, многу е важно вистината да се прочита, а вистината е содржана во овој документ. И вака сега. Текстот почнува со следното. The Holy and Sacred Synod convened today, Monday, 9th of May, 2022, under the chairmanship of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, and discussed extensively the ecclesiastical matter of Skopje. Пишува во документот. Документот продолжува. Having assessed in its final stage the petition of appeal of that church to the mother church, along with the repeated pleas of the state of North Macedonia, it made the following decisions. Number one, it welcomes the Eucharistic communion, the hierarchy, clergy, and laity under Archbishop Stefan of this church, thereby healing the wound of schism and pouring oil and wine on the ordeal of our Orthodox brethren in that country. To this end, the appropriate patriarch and synodal act is issued. Number two, it cedes to the Most Holy Church of Serbia the regulation of the administrative matters between itself and the Church of North Macedonia, in the context, of course, of the sacred canonical order and church tradition. Number three, it recognizes Ohrid as the name of the church, in brackets, understood as the region of its jurisdiction solely within the boundaries of the territory of the state of North Macedonia, close of brackets, as also promised in writing to the ecumenical patriarch by its primate.
thereby excluding the term Macedonian and any other derivative of the word. The Ecumenical Patriarch continues to express interest for the growth, progress, and stability of this ecclesiastical entity of Ohrid, just as it has done through the centuries for all the local Orthodox churches as the inn of love, the source of piety of all Orthodox Christians. In brackets, Metropolitan Paul of Drama, close of brackets. At the Patriarchate on May 9, 2022, from the Chief Secretariat of the Holy and Sacred Synod. Ете, тоа е целиот текст, почитувани мои, и од другата страна, кој што е напишан на англиски и издаден на 9 мај на официјалната веб страница на тој орган, кој се нарекува Вселенска патријаршија. Значи, ви го прочитав она што порталот, како го вика, човекот пред се напиша на македонски јазик и ви го прочитав текстот што е официјалниот текст за одлуката од самата патријаршија во Истанбул. Очигледно дека тука постојат недоразбирања или пак забуни или неразбирање на англискиот јазик или злоупотребување на англискиот јазик во самиот превод од англиски на македонски. Тоа беше тоа што мене ме потикна да видам дали може оваа тема да разгледаме, да анализираме, да разработиме малку повеќе и со таа цел се обратив кај неколку видни брилијантни соговорници кои што се наоѓаат во Македонија, македонци, да бидат наши гости со кои што ќе разговараме околу оваа тема и што тоа значи за нас, посебно за оние наши кои што живеат надвор од Македонија. И пред малку ви кажав дека не беше успешна снимката, без звук, никој не може да слушне ништо и да види. Така да простете за тоа, меѓутоа се надеваме дека ќе можеме да оствариме разговор со господинот Евтим Клетников, за да го слушнете неговото мислење. Во меѓувреме, исто така ги следиме медиумите во Македонија и надвор од Македонија за тоа како се разбира овој поим, оваа одлука донесена во Истанбул и како делува врз Македонската православна црква Охридска архиепископија. Да, и затоа сега би сакала, пред да го завршам овој прв дел од серијата во фокус посветена на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, да ви го прочитам, го добивме всушност манифестот. Македонски манифест по повод одлуката на Вселенската патријаршија. И на нашите соработници кои што не снабдија со оваа информација, им благодариме однапред. Сега, дозволете ми да ви прочитам што пишува. Јавно обраќање на македонски манифест по повод срамната одлука на Вселенската патријаршија. Прифаќањето да се избриши МПЦ од називот на црквата е скандал рамен на предавство, пишува во документот.
МПЦ е еден од последните и најцврстиот стол на македонизмот. Атакот врз неа е атак врз македонскиот идентитет. Тој атак очекувано се случи на 9 мај 2022 година. Пристигна во форма на подметнато кукавичко јајце од страна на Вселенската патријаршија. Таа со секоја одлука ја симна шизмата и не воведе во канонско единство со другите православни цркви. Но тие не ословуваат како Охридска црква во која раководи архиепископот Стефан во границите на Северна Македонија без диаспората. За административното уредување и статусот на црквата препуштаат на Српската православна црква да ги уреди. Забележувате, нема МПЦ, нема архиепископија и исклучени се црквите во диаспората. Кој ќе ги раководи очигледно некој однадвор. Најстрашното е што за статусот на црквата одлучува Српската православна црква како во 2002 година. Ова значи дека не туркаат во прегратките на Српската православна црква. Нишката спогодба очигледно воскреснува, пишува во Македонски манифест. Со еден збор, Македонската православна црква е избришана. Ако ова се прифати, нема веќе Македонска православна црква, но нема да има ниту македонски цркви во Австралија, Соединетите Американски држави, Канада, Германија. Ваква понижувачка одлука од фанариотите не изненадува. Не изненадува ни тоа што Српската православна црква го прифати кукавичкото јајце од фанариотите, но не запрепасти понизниот поданички став на некои наши институции. САС на МПЦО ја поздрави со чукање на камбаните во сите цркви низ Македонија. САС, знаете, значи Светскиот архиерейски синод. Така, барем мислам, можно е да не сум во право, но САС, всушност, САС на ППЦО ја поздрави со чукање на камбаните во сите цркви низ Македонија. Политичките партии од власта и опозицијата ја поздравија, а некои отидоа дотаму што ја прогласија за најсветла одлука од само нив, тоест ја прогласија за најсветла одлука која потврдува македонскиот идентитет. Медиумите и голем број научни работници од само ним познати причини ја оценија како признавање на Македонската православна црква. Владиката Тимотеј поданички јавно изјави дека Охридска црква значи признавање на континуитетот 1000 години Охридска архиепископија, а ние си знаеме дека сме МПЦ. Сите нив јавно ги прашуваме, какво е тоа признавање на црквата кога се брише МПЦ од незиниот назив? Верниците очекуваат одговор кому ги давате македонските цркви во диаспората. Да. Како можете да одлучувате автокефалност кога не фрлија во прегратките на Српската православна црква и тие се овластени да одлучуваат за нашиот статус? Како не ви е срам? Дали некој од вас ги прочитал Библијата, новелата 11 од Јустинијан, со која е основена Јустинијана Прима и хроничарот Прокопиј? Ги прочитал ли некој Василиките на Василий I и Лав VI? Конечно, го читал ли некој уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија?
Овие акти го потврдуваат континуитетот на нашата црква од апостол Павле до денес. Ние сме апостолска црква, во Библијата дела апостолски македонската Лидија е првата христијанка во Европа. Незината куќа во Филипи е првата црква во Европа, а апостол Лука е првиот епископ во Европа. Во 535 година со новела 11 Јустинијан ја основа Јустинијана Прима како автокефална црква. Неа Прокопиј ја нарекува Глорисима, во загради најславна, затворење на загради, префектура, токму поради апостолското приемство. Василий I и Лав VI во своите василики го потврдуваат континуитетот помеѓу Јустинијана Прима и Охридската архиепископија. Конечно, во уставот на Македонската православна црква таа е наследничка на Охридската архиепископија. Еве го континуитетот на МПЦ од апостол Павле до денес. Нашата црква е најстара во Европа, една од 4 апостолски цркви во светот, факт кој го потврдува папата Николај I во 859 година. Бугарската црква е основана 820 години подоцна, а српската 1170 години подоцна. Од тие причини Македонски манифест го повикува САС на МПЦО да го заштити достоинството на македонските верници, да престане да талка наоколу и да бара мајка црква. Таква нема да најде, затоа што постара нема. Ваква каква е одлуката на Вселенската патријаршија е срамна, недостојна и пред се неканонска. Таа е политичка одлука што се гледа по тоа што СПЦ е таа која треба да ни го одреди конечниот статус. А како беше во минатото, СПЦ како печка патријаршија е настаната 1919 година. Тоест 1219 година со неканонско одвојување од Охридската архиепископија. Поради што Охридскиот поглавар и фрли анатема. Треба да се знае уште нешто друго. Во 1922 година СПЦ по втор пат добива томос откако ги купи македонските епархии и цркви од Вселенската патријаршија за 1.500.000 швајцарска валута, франки или франци во злато. Срамен чин, затоа што македонските цркви се продадени со северници како да се стока. Сега истите тие ќе одлучуваат за конечниот статус на МПЦ. Прифаќањето на одлуката не е само срамно, туку и криминален чин, рамен на предавство. Според информација од Вселенската патријаршија, одлуката е донесена по писмено барање од Македонија, во кое сме се согласиле да бидеме Охридска црква. Тоа е директен удар не само на МПЦ, туку и по македонскиот идентитет. Македонски манифест бара истрага. Народот сака да знае кој е сторителот на овој криминален чин. Дали е тоа некој од синодот или некој од политичарите кои пишува писма до Вселенскиот патријарх и кои го посетија. Какво срамно и понижувачко барање и уште посрамна одлука на Вселенската патријаршија. Македонскиот народ никогаш нема да прифати. Бараме од САС на Македонската православна црква Охридска архиепископија јасно и недосмислено да ја отфрли наведената одлука. Ако тие не го сторат тоа, ќе најдат начин тоа да го сторат македонските верници. Пишува во јавното обраќање на Македонски манифест по повод срамната одлука на Вселенската патријаршија. Тоа е нивниот прес-релиз. Прочитам. Подржи 2 страници. Ете,
го слушнавте и тој документ. За оваа тема ќе продолжиме оваа недела, каде што ќе имаме брилјантни соговорници, така да би ве замолила да следите таа програма, бидејќи ќе биде доста информативна и интересна. И ќе ги разјасни овие поими што се користат и што сето тоа значи за нас, македонците во диаспората, а и во нашата татковина. Ви благодарам за вашето внимание денес. Се слушаме в недела. Се најдобро. Поздрав од Силвана Павловска, Мелбурн, Австралија.